Благодарам, подпредседателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Денеска на дневен ред на оваа седница ја имаме одлуката за продолжување на кризната состојба поради постоењето на пандемијата, односно COVID-19 вирусот. И предлогот на владата до собранието е да се продолжи во одредната состојба до јуни 2022 година, односно за повеќе од 6 месеци. Како што знаеме сите, во изминатиот период, односно во изминативе 2 години, Република Македонија беше силно зафатена од пандемијата на COVID-19 и, како и во сите други држави, вирусот го стави на тест и здравството, односно подготвеноста на здравствениот систем во нашата држава. Но за жал, наместо адекватен одговор на здравството, на здравствените власти, на владата во целост, нашиот систем потврди во справување со корона кризата, па така да денеска броиме повеќе од 270.000 заразени лица од COVID-19 и околу 8.000 починати од COVID вирусот, што не сместува на врвот на држави со најголема смртност и со, за жал, најслаб здравствен систем кој што подоцна причинува последици по економскиот, финансискиот систем, зголемување на сиромаштијата, отежнато живење и така натаму. Како последица на корона кризата, граѓаните се потешко ги добива своите здравствени услуги, се одложуваат дијагностички процедури, се подолги беа листите на чекање и се доби перцепција дека луѓето во Македонија се лекуваат само од COVID-19 и од ништо друго. За жал, вистината е многу поразлична и тоа го плативме сите, можам да кажам огромен дел од граѓаните, а голем дел од нив и со својата смрт. Уште на самиот почеток од владењето па се до денешен ден, освен ветувања од министерот за здравство, од премиерот и од владата за овозможување обезбедување на бесплатен и ефикасен здравствен третман, ние во реалноста не видовме функционален систем, функционален здравствен систем кој што ќе биде сервис на граѓаните и за жал болниците и здравствениот систем поради недоволната поддршка и логистика од страна на владата не успеа да се изборат до крај со пандемијата, а морам во овој момент да ги поздравам нашите херои, тоа се лекарите и медицинскиот персонал кои што секогаш беа на висина на задачата и за жал до ден денеска си ја плаќаат цената за својата прекумерна работа, со нивното ментално здравје, со нивното физичко здравје, па да се потсетиме и кога лекарите имаа забрана за да одат по одмори, нашите министри беа по плажите во Грција и се уживаа на топлото сонце. Како и да е, оваа влада потврди во многу работи и она што деновиве го гледаме, повторно обид за приватизација на делот здравството или здравствените услуги и со најновиот предлог каде што се предлага да се приватизираат повторно итната медицинска помош и дејноста за пресадување на човечки органи, но сега во меѓувреме прочитав дека владата најверојатно ќе се повлече од овој предлог, што е и добро, затоа што на крајот на краиштата треба да ја слушнат фелата и мислењето на експертите. Да се вратам на темата, денеска разговараме за продолжување на рокот за кризна состојба и она што граѓаните се прашуваат кога говориме за кризната состојба, која е потребата на кризната состојба и што добиваат граѓаните од неа, освен ограничување на нивните човекови права. И реално е овој страв од продолжување на оваа кризна здравствена состојба, затоа што многу веројатно е дека граѓаните нема да добијат ништо повеќе во здравствениот систем од она што го имаат до сега, тоа е хаос, тотален, но затоа пак ќе добијат државните органи и бизнис интересите на луѓето блиски до власта, кои што ќе можат непрешено да работат со своите тендери, јавни набавки, договори во 4 очи.
Целта на кризната состојба да се искористат сите потенцијали на државата, на владата, на органите на локална самоуправа, на полицијата, на армијата, со цел сузбивање и спрешување на ширењето на COVID-19. Но она што имавме прилика да го видиме е дека граѓаните се оставени сами на себе, без никаква помош и поддршка од институциите, залутани во здравствениот лавиринт, затоа што целата оваа работа ја води една комисија за заразни болести, која што наместо да биде главно координативно советодавно тело, представува една продолжена рака на власта, составена од политички полтрони кои што ги слушаат упорно препораките и насоките од нивните политички власти, наместо да го наметнат своето здравствено, експертско, специјалистичко мислење за тоа како треба да се справиме со оваа COVID-19 криза. И многу пати видовме ретерирања. Најпрвен ќе испадне Караджовски да каже дека некоја мерка треба да се спроведе, па потоа ќе испадне некој министер во јавноста од ДУИ или од СДСМ, ќе каже дека не е толку добро, и потоа овој Караджовски, како што го дал Господ, ќе се повлече и ќе ретерира, ќе продолжи да се зема својата солидна платишка и не знам што уште друго, кои други бенефити ги има од власта, а бога ми тоа не го не интересира ни народот, освен да се тоа што државата треба да се грижи за нивното здравје. Значи, повторно зборуваме за продолжување на вонредната состојба, односно за кризната состојба за 6 месеци, што според мене е долг период. Според експертите и ние како собрание дури и немаме правен основ за продолжување на кризната состојба од 6 месеци, и тоа продолжување може да биде најмногу 30 дена. Но сепак сметам дека и позади оваа кризна состојба стои повторно некоја лукративна цел на власта, а тоа е да може непречено до најверојатно почетокот на изборите, затоа што 2022 година на сите ние и повеќе од јасно дека ќе биде изборна година, да може да се ги спроведува своите лични лукративни интереси во интерес на партијата. Она што можам да напоменаме е дека, за жал, кризната состојба се злоупотреби во голема мера. Според извештаите, дури 2/3 од јавните набавки биле објавени после законскиот рок. Зборувам за периодот на вонредна состојба. Дури 68% од институциите склучиле договори со кои што ги прекршиле законите. Повторувам, ги прекршиле законите. Во договорите не биле содржани нити количини, нити цени, нити договорени цени. Така да надлежните органи не можеле да утврдат дали се работи за законска или незаконска набавка, а сето под превезот на итна набавка и дека треба итно да се набават некои средства. Во 43% од договорите биле вклучени само 5 оператори. И на крајот да не ја заборавиме и легендарната набавка на кинески вакцини, за која што требаше се наплати добра провизија од Хонг Конг, но за среќа опозицијата излезе на време и ја спречи оваа набавка, со што ги заштити граѓаните од кражба на народни пари. Тука морам да ги споменам и 100 милиони евра од Светска банка, за кои што до ден денеска немаме никаков извештај каде се потрошени. 33 милиони евра требаше да бидат потрошени за здравството, со начелно изградба на капитални проекти, капитални инвестиции, подобрување на условите во здравството, а видовме изградба на нецелосна, непрофесионална, катастрофална изградба на 16 така наречени модуларни болници, од кои што едната од нив е и модуларната болница во Тетово, која што колку и да некој не сака да слуша за тоа, изгоре во катастрофален пожар, во која што животот го загубија 14 пациенти. И ние ден денеска, 3 месеци после овој катастрофален пожар, за обвинет имаме продолжен кабел, нема ниту една поднесена кривична пријава, ниту е побарана одговорност од никому. И на сите ни јасно дека ова не е добро и дека се додека не се бара одговорност од носителите на јавни функции,
дека ова ќе продолжи, како што продолжи со несреќата во соседна Бугарија. Многу ми е жал што мораме да зборуваме за овие работи, но тоа е реалноста и не може да се избега од тоа. И се надевам дека ќе дојде денот кога ќе се расветлат овие случаи и некој ќе понесе одговорност за истите. Благодарам. Има збор пратеник од Петар Ристевски, повелете.